Здраво, дечки! Денеска ќе раскажеме приказната за Фрида Кало, една неверојатна девојка која радосно ги сликаше животот и смртта. Никогаш нема да мирувам. Можеби затоа што можноста да клоцам со нозете, да трчам и скокам колку што ми е мило, е се што посакував. Кога имав 6 години, ме заболе десната нога. Морав да лежам в кревет цели 9 месеци, но таа непослушна нога лека полека стануваше се послаба и потенка. За да ја зајакнам, научив да возам велосипед и да лизгам со лизгалки на мраз, но моите пријатели и понатаму ми се подсмеваа. Фрида со вештачката нога, Фрида со вештачката нога ми довикуваа. Се чувствував различна, а исто така и многу осамена. Дури и кога ми беше покриен со панталони или лелеави мексикански здолништа, тој дел од моето тело ми предизвикуваше многу болка. Еден тажен ден доживеав ужасна несреќа со автобусот во кој се враќав дома. Ги скршив мојата половина, нозе и карлица на неколку места и бев врзана за кревет, во гипс, повеќе од 1 година. Не можев само да лежам и да не правам ништо, а болката беше толку силна што ме излудуваше. За да не ми биде толку досадно и да не бидам толку осамена, татко ми и мајка ми дадоа посебен штафелај, кој можеше да стои на мојот кревет, неколку бои и четки и, најважно, големо огледало закачено за рамката на креветот, така што можев да се видам себе си од мојата перница, без да морам да ја движам главата. Тогаш ја нацртав мојата прва слика, автопортрет. На крајот на криштата тоа ми беше темата која ја знаев најдобро и која ми беше најблиска. Ова го кажувам како шега, но ве уверувам дека и во моите подоцнежни слики има многу од болката и страдањето низ кои морав да минам. А зарем би можело да биде поинаку? Низ сликите се обидов да се видам себе си каква што бев. Сјајни црни очи, густи веги кои се среќаваа над мојот нос. Можеби не бев убава, но имав карактер. Сакав да покажам дека несреќата и самотијата можеби ми ги скршија коските и делумно моето срце, но не и Фрида. Јас, Фрида, бев се уште цела, среќна и полна со живот. Кога конечно можев да станам, отидов кај Диего Ривера, еден од најпознатите сликари на времето, и му ги покажав моите дела. Талентирана ли сум, го прашав. Тој изгледаше импресиониран. Потоа ми рече: ти си голема уметница, Фрида. Никој не може да ја наслика поезијата на платно на така трогателен начин. И тогаш нешто се разгоре меѓу нас. Се венчавме по кусо време и покрај нашите чести караници никогаш не се разделивме. Се обкружив со мајмуни, папагали, пауни, цвеќиња. И сликав, неуморно сликав. Сакав да родам дете, но тоа не беше можно поради несреќата. И оваа болка ја вклучив во сликите, како и сјајната ужасна протеза која наликуваше на кафес и која морав да ја носам како последица на скршениците на мојот рбет. И секако си ги сликав лицето и моето тело, сведоштво за моето физичко страдање, како и за патувањата, средбите, среќните и тажните настани што ги доживував година по година. Кога се чувствував тажна и ослабена, тогаш најсилно сликав. Се борев како бик против несовршеностите на мојот грб, на кој му беше потребен метален корсет за да стои исправен, и против ногата која ме принуди да одам со бастун. Во моите дела ја сликав љубовта, најголемата сила која ја познавав. Ја сакав љубовта и го сакав животот. Сакаш да бидеш како Фрида? Сакај го животот, биди силна и весела без оглед на околностите.